Речиси 3 месеци од почетокот на војната во Украина, според официјалните информации, сите македонски државјани и нивните семејства се вратија назад во земјава. Сите тие што побараа и стапија во контакт со нашите дипломатски представници и Министерството беа извлечени, велат од Министерството за надворешни работи за Глас на Америка. Согласно досегашните информации со кои располага Министерството, во моментот нема наши државјани кои бараат помош или организиран начин за излекување од Украина. Но за разлика од некои други држави во земјава, бројот на бегалци од Украина е се уште мал. Според официјални податоци на МНР, по разни основи престојуваат 954 украински државјани. Според Македонскиот Црвен крст, кај нив за помош се регистрирани 297 бегалци од Украина. Само во Охрид престојуваат 22 лица. Покрај помош во хуманитарни пакети, им се нуди и помош во однос на евидентирање на нивниот престој со цел остварување на правата од социјална, здравствена заштита и образование. Сите кои што има потреба да ги запишат децата во градинка, во училиште или доколку им е потребна одредена медицинска помош за да се обратат до јавните здравствени установи во нашиот град, тоа е завршено, со тоа што тие добиваат посебни картони со кои што картони ги остваруваат овие права. На овие лица на располагање им е и психосоцијална помош од страна на психолог-волонтер во Охридскиот Црвен крст, како и отворени телефонски линии. Во меѓувреме, локални компании почнуваат да нудат работа за овие луѓе. За сите кои што сакаат да работат додека се овде, имаме заинтересирани компании кои што понудиле работни места, работа за нив, секако почитувајќи ги нашите законски регулативи, кои што ние исто можеме да им помогнеме, да ги завршат. Најчесто бегалците од Украина се сместуваат кај нивни роднини и пријатели во земјава. Дека е потребно системско решение и еднаквост во пружањето на помош за сите државјани на Украина кои што се тука во цела Македонија. Ние значи ги имаме обслужено сите кои што се тука присутни, меѓутоа еве како што кажавте, доколку ова потрае, тоа не може само со еднаш да помине. Од МНР велат дека владата подготвува соодветен план за прифаќање, згрижување и сместување, како и регулирање на статусот на лице од Украина, а кои како последица на војните дејствија допатува или ќе допатуваат во Република Северна Македонија. Од Црвен крст на град Скопје велат дека ниту еден бегалец кој се наоѓа во земјава нема добиено статус на бегалец. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.